Во Кривичниот суд започна главната расправа за предметот труст на СЈО, во кој првообвинет е бизнисменот Сеат Кочан и уште 2 физички и 3 правни лица, меѓу кои управителите на фирмите Трансмет, Силекс и Вато, Дуел, студеничани, дека со фалсификувани документи местеле тендери во Елем во вредност од 17 милиони евра. Одбраната на Кочан, на второобвинетиот Василија Авировиќ и на третообвинетиот Сафет Ватич се обидоа да го вратат случајот на почеток, односно на подготвителна расправа, но судиката го отфрли барањето. Се повеќе влади ги следат примерите на Русија и Кина со манипулирање на социјалните медиуми и потиснување на изразувањето на мислење на интернет, што представува сериозна закана за демократијата, соопшти денеска Организацијата за човекови права Freedom House во извештајот Слободата на интернет за 2017. Од 65 земји, 30 влади користат некаква форма на манипулација за да ги нарушат информациите на интернет преку платени коментатори, тролови, ботови и лажни вести. Иран соопшти дека завршила спасувачките операции во областите погодени од силниот земјотрес во неделата, во кој загинаа најмалку 450 луѓе, а повредени се 7000 лица, соопшти шефот на иранската служба за вонредни ситуации. Во Ирак загинале најмалку 13 лица, а околу 400 се повредени. Околу 12.000 стамбени објекти целосно се разурнати, а земјите имаат итна потреба од шатори, вода и храна.